На многу пати слушаме како велат Бог е еден. И во тоа секако дека нема грешка. Бог е еден. Меѓутоа, прашањето е тоа кој е Бог и дали тој Бог е еден во сите монотеистички религии. Познавањето на Бога и тоа кој е Бог е од екзистенцијална природа за човекот. Многу е важно да го познаеме Бога, да влеземе во заедница со Него, затоа што само на тој начин можно е спасение и вечен живот за човекот. Велиме, значи, Бог е еден, а од друга страна, како православни христијани сме примиле предание дека Бог е Света Троица. Како тогаш да се поистоветат овие две навидум разнородни поими? За да се објасни сето тоа, потребно е да се влезе во една предисторија како настанува догмата за Светата Троица, која е од суштински карактер и од суштинска важност за животот на човекот. Пред се воопштено потребно е да се каже дека за христијаните Бог е личност. Значи, не е некоја безлична суштина и не го викаме Бог еден затоа што е една безлична суштина во која веруваат и припадниците на многу други монотеистички религии. Бог е еден затоа што е еден Отец кој го раѓа Синот и кој го исходи Духот Свети. Но вака оформена догмата за Светата Троица се јавува многу подоцна, некаде околу 4 век во учењето на светите кападокиски оци, а до тогаш до 4 век верувањето во Бога дека е Троица, а исто така и дека е еден Бог, има своји развојни фази. Значи, токму на тие развојни фази би сакале да се задржиме, затоа што со таквата предисторија на решавање на проблемот за Светата Троица, потребно е да дојдеме до она што конечно е утврдено како догмат во црквата, а тоа е дека Бог е и Троица, но и еден. Во времето во кое се јавува христијанството, постои верување кај грците дека целата природа е еден Бог. Тоа со речникот на религијата го нарекуваме пантеизам, односно дека се е Бог. Го откриваат грците Бога во природата и во нејзините закони. Посматрајќи ја природата и не можејќи да ги протолкуваат нејзините тајни, истата ја обожуваат. За разлика од нив, во истото време во кое што се оформува христијанството и се појавува христијанството, постои на територијата на Палестина уште една силна религија, а тоа е религијата на евреите, која исто така учествува во формирањето на верата на христијаните. Што значи, за да видиме во какви услови се појавува верата на христијаните, односно верата во Светата Троица, а истовремено и во едниот единствен Бог, неопходно е да видиме кои услови влијаеле за да се оформи на тој начин учењето за Светата Троица. Претходно секако треба да се каже и тоа
дека не треба да се мешаат поимите еден Бог и Бог самец. Затоа што Бог е навистина еден, но не е и самец. Имено да бидеш сам, значи да немаш никого наспрам себе и никого со кого можеш да ја поделиш собствената љубов и од никого да не примиш љубов. А да бидиш еден не значи истовремено да бидеш сам, што подоцна ќе се покаже и во учењето за Светата Троица, каде за Бога велиме дека е еден, но не истовремено и самец, бидејќи е Света Троица. Во средината во која се јавува христијанството, сопостојат со големо влијание две големи религии. Пред се јудејската или еврејската вера, старозаветната вера, верата значи на избраниот народ, а тоа е Израилот, и истовремено во времето во кое се јавува христијанството, бидејќи територијата на Палестина е приклучена на Римското царство, постои и влијанието на грчката религија, многу божечка секако, но која не треба да се изземе затоа што исто така има некакво влијание во оформувањето понатаму на верата на христијаните. За да видиме какво влијание и едната и другата имаат, неопходно е да видиме прво во кои случаи истите се допираат и истите се разликуваат една од друга. Пред се, еврејската и грчката религија се разликуваат во аспектот на доживување на историјата. Односно, во учеството на Бога во историјата. За јудеите, односно за Израилот, Бог активно учествува во историјата. Бог е оној кој ја креира историјата. Тој е тој кој го ствара светот, ни од што, и активно учествува во историјата, водејќи ја кон една конечна цел, кон потполна заедница на светот со него, за истиот да биде спасен. Грчката религија, која е во многу во потполнета од грчката философија, во која на некој начин меѓу едната и другата и нема разлика во тоа време, нема чувство никакво за историја. Затоа што истата го констатира само она што може да биде објективно под призмата на посматрањето, значи да ги констатира природните објективности и природните закони. И нема чувство никакво за тоа како Бог ја креира историјата и нема чувство дека историјата има света цел и света мисија да заврши во мета историја. Бидејќи не само во самата многубожечка грчка религија, туку и во самата философија, која исто така е многубожечка, историјата се доживува кај грците како некоја зандана, во која е заробен духот, кој што поскоро треба да излезе, за да се врати во царството на идеите, од каде што и потекнува. Што значи за грците, почетокот е една совршеност, која подоцна доживува некаков пад и се формира историја на светот, која историја нема никакво значење затоа што понатаму вечно ќе се јави повторно совршенството кое е во царството на идеите.
Рековме за евреите дека воопшто не е така. Тие имаат света историја, бидејќи во историјата на евреите Бог учествува активно и ја прави истата да биде осмислена, затоа што ја води кон конечна цел и смисла. Една друга разлика меѓу грчката религија и философија и она еврејската секако е доживувањето на слободата. За евреите слободата Божја е без дискусија. Имено Бог е апсолутно слободен. Тој не одговара пред никого. И сведоштво за тоа се епизодите од Стариот Завет, каде што се јавува Господ, каде што апсолутно никој не може да предвиди какви ќе бидат неговите дејства меѓу Израилот. Понекогаш се јавува како добар Бог, Бог кој се грижи за својот народ, понекогаш се јавува како љубоморен Бог, понекогаш се јавува како осветник, понекогаш се јавува дури и во ситуација да нареди да се изврши херема, односно поништување на сите оние машки, како од луѓето, така и од добитокот кој Израилот ги победил. И ако се стави сето тоа во контекст на заповедите кои претходно Бог ги дал на Мојсеја на Синеј, а особено ако се спореди со моралот на Новиот Завет, ќе се види дека Бог не се вклопува во ниту една шема на законитост. Тоа го чини Бог да биде слободен, но не и анархичен. Ова нормално дека бара до објаснување и би го правеле во некоја друга прилика, но сега само за момент да направиме една мала разлика меѓу тоа што е анархија и што е апсолутна слобода. Бог, како творец на светот, ни од што нема пред кого и за што некому да одговара. Тој е апсолутен господар на се и затоа е неговата волја апсолутна. Анархичен би бил само оној кој внесен во едни веќе предпостоечки закони, истите не ги почитува. Но Бог е творец на законите, што значи и не подлежи на истите, затоа што се законите за творбата, а не се законите за Бога. Гркот не може да ја разбери никогаш таквата апсолутна Божја слобода која ја има во еврејската религија. Затоа што за гркот дури и Бог е подчинет на законитоста, особено на доброто и на убавото. Никогаш не може врховниот Бог Зевс да прави нешто што е лошо и што е грдо. Да не заборавиме дека за жена ја има Темида, која е богиња на правдата и која постојано му стои над глава, за да не може да направи нешто што е неправедно. Нешто што е надвор од убавото и доброто. Што значи, во грчката религија дури и боговите се поробени. Поробени се на принципите, односно законитоста, и воопшто не е можно да се појават како апсолутно слободни. Значи, меѓу другите разлики кои ги споменавме, разлика е и ова помеѓу Богот на Израилот, или Јахве, како го викаат, и боговите, повеќето богови, кај елините, кај грците, значи, кои не се апсолутно слободи, нитуку се подчинети на законитостите. За гркот, Бог може да биде ум, може да биде сила, може да биде енергија, која делува во светот, која го преобразува светот, која
има свое влијание врз светот, ама секогаш пак зависна од светот. И никогаш не може да се направи разлика до каде е Бог, а од каде почнува светот. Значи, Бог и светот се толку помешани, што за Гркот не може да се направи разлика како е можно истите да се разделат. Затоа што боговите учествуваат во светскиот живот, но и светот делува врз нив, и така едните врз другите делувајќи се го составуваат онај познат пантеизам грчки, односно дека се е Бог. За евреите, пак, за кој Бог се објавува во историјата, Бог е надвор од светот и е креатор на истиот. Не онака како што кај грците демиург го создава светот од веќе предпостоечка материја. Туку Бог за евреите го создава светот ни од што. Со неговото нека биде, светот почнува да постои кој претходно не постоел во ниту каква форма. Значи, настанува тој голем бенг, тој голем прсок, и светот настанува само со Божиото нека биде. Гркот никогаш не ќе може да се согласи дека возможно е да постои светот од апсолутно ништо, односно ни од што. Дека возможно е без да постои некаква предпостоечка материја да биде создаден светот. За Гркот, демиург кој е совршен архитект и кој го прави најубавиот можен свет, може истото да го направи само од веќе предпостоечка материја, истата да ја обликува, да ја оформи и да ја восовршени. Но Бог кај евреите ствара ни од што. И тоа го прави да биде апсолутно слободен. Верата во Палестина, во времето кога се појавува христијанството, значи, кај евреите го имаме Бог кој е креатор на историјата, но слободен од истата, а кај грците го имаме Бога кој е поробен од историјата, односно поробен на законите на светот и кој се поистоветува со светот. Кога Христос доаѓа на земјата, односно кога почнува да ја проповеда благата вест за спасението на светот, се придржува на верата на евреите и прави еден континуитет. И никој не може да му замери во тоа дека таја вера негова, која тој ја проповеда, не е верата на Авраама, на Исака и на Јакова. Значи, не е истата вера на еврејските патриарси. Но едно што тогашните еврејски старешини не можат да го разберат, а и воопшто и еврејскиот народ во тоа време, е тоа што Христос го нарекува Бога Отец. За евреите дури било невозможно да го наречат Бога Јахве, односно онај кој е. Јахве значи онај кој е. Се плашеле да го изговорат тоа име и го нарекувале со други имиња. А Христос кога доаѓа, не само што не се плаши да го нарече Јахве, туку користи уште еден поинтимен збор во заедницата како што е зборот Ава, кој на арамејски покажува една најблиска заедница меѓу таткото и синот. Го користи, значи, тој збор Ава за да му се обрати на Бога. И тоа за евреите е бласфемија. Никогаш не може евреинот
за кој видовме во каква вера е воспитуван, дека Бог е апсолутно трансцендентен, односно одвоен од светот, и тој е апсолутно слободен и само тој кога сака дејствува во историјата на Израилот, истиот да биде нечиј татко. Што значи, можеби за грците е малку посвојствено, кои можат нивните богови да ги прифатат такви да имаат синови и ќерки меѓу луѓето. Но кај евреите тоа е тотално неприфатливо. Никогаш не може евреинот да се сложи дека Отец кој е дека Бог кој е трансцендентен на небото може да има свој син. И тоа е првата голема соблазна која доаѓа од учењето Христово дека тој е син Божји. Втората голема соблазна исто така за евреите доаѓа после неговото нарекување на син човечки. Имено, син човечки е името за Месијата во пророштвото Данилово, кога тој, синот човечки, на крајот од времињата ќе дојде да го собере народот Божи, Израилот, и да го востанови царството Божјо. И кога почнува Христос да се нарекува син човечки, тоа исто почнуваат еврејските старешини да го доживуваат како една голема бласфемија, затоа што смета дека никој не сме да се нарече син човечки. Уште една трета згора на сето тоа соблазна е ветувањето Христово дека после неговото вознесение ќе дојде Духот Утешител. И особено после воскресението и вознесението Христови, кога апостолите ја проповедаат верата и кога биваат просветлени од Духот Свети, од Утешителот, и го проповедаат и Него како Бог, тогаш почнува да се раѓа уште една неприлика за христијаните, затоа што добиваат противотпор од евреите дека проповедаат лажен Бог или дека проповедаат трибожие, а не еден Бог. Значи, тие соблазни ги имаат евреите во предвид кога почнуваат да се соочуваат со верата на христијаните, кои пак ја оформуваат својата вера врз учењето Христово, но и врз дотогашното предание на евреите и секако не без влијание на грчката религија која во тоа време е присутна во Палестина. Сепак едно е јасно за Старата црква. Иако нема јасно учење за тоа кој е Отец, кој е Син, а кој е Духот Свети, односно не може јасно да покаже како Бог е Троица, а истовремено еден, сепак едно е јасно дека Бог е Троица. И тоа се гледа во тоа што Христос е Месија, а Месија значи помазаник. А за некој да биде помазаник, треба да има некој кој го помажува, а тоа е Отец. Отец го помазува Синот, кој е Месија или помазаник. И треба да има некого со кого го помазува, а тоа е Духот Свети, кој е дух на помазанието. Што значи, иако догмата за Светата Троица не го добива во тоа прво време, апостолско време, конечниот облик развоен како што сега го имаме, сепак раната црква без поговор верува и учи дека Бог е Света Троица и дека е Отец, Син и Свети Дух. Во постапостолскиот период ќе се јават обиди да се покаже верата на апостолите или христијанската вера во сооднос со другите присутни религии на територијата каде се проповеда христијанството, бидејќи оние луѓе кои пристапуваат веќе во христијанството бараат и логички методи за да го прифатат истото. И затоа во тие први векови на христијанството, поточно во вториот век,
се јавуваат апологетите, меѓу кои познати имиња се свети Јустин Маченик и философ, или свети Теофил Антиохијски, кои се обидуваат преку речникот на философијата на грците да ја објаснат верата на христијаните. Во исто време живее исто така една маркантна личност, како што е Филон Александрийски, кој исто така се обидува да направи едно помирување на еврејскиот месијанизам или еврејската идеја за востановување на Царството Божјо со грчката философија, која има соодветен речник да ги објаснува одредени појави во тоа време. Неопходно е да се спомене дека во времето на појавувањето на апологетите се уште нема разликување меѓу теологијата и икономијата. Имено теологија е се она што зборуваме за Бога и што знаеме за Бога од она што Тој ни открил пред истиот да го створи светот. А икономија е зборот за Бога преку неговите дејства во светот, односно во историјата. Бидејќи во тоа време не се разликува теологијата од икономијата, односно бидејќи во тоа време за Бога се зборува само врз основ на неговите историски појавувања во светот, не може и потполно да се објасни неговото постоење како троица и како еден. Свети Иринеј Лионски ќе примети во тоа време дека невидливоста на Синот е Отец, а видливоста на Отец е во Синот. Што значи дека во икономијата, во која секако гледа и свети Иринеј Лионски, Отец е тој кој се крие зад Синот, а Синот е тој кој го објавува Отца. И тоа е вака многу логично да се свати, но во исто време создава една проблематика. Имено не може потполно да се објасни постоењето на Светата Троица, а при тоа да не се навлезе во одредени нејасноти кои можат да доведат и до ерес. И тоа и така се покажало. Многу од апологетите, меѓу кои секако и свети Јустин, философ и маченик, ги користеле логосните семиња, познати во грчката философија, за да покажат како Христос е логосот Божји, преку кого Бог го создава светот. Но логосот кај свети Јустин и покрај тоа што таков објавен можност за субординација подоцна, односно да некој помисли дека истиот тој логос е прво створен, а подоцна преку него е створен светот, сепак кај во делата на свети Јустин не се остава простор да се доживее дека тој логос не е персона, односно не е личност. Значи, не е логосот само средство преку кого Бог го ствара светот. Туку логосот кај свети Јустин е личност. Друго е тоа што некои сакат сега уште од свети Јустина да изведат субординација, односно да покажат дека Отец е тој кој го ствара светот, а претходно го створил Синот за преку него да го створи светот, бивајќи Синот логос или логика или смисла, во него, во логиката, значи во смислата да го створи светот. Тоа
кај Свети Јустин не може да се докаже дека е така. Но многу од теолозите подоцнежни, читајќи ги нормално философските списи познати во тоа време, а и обидите на апологетите да се послужат со речникот на философите, ги завело дотаму да се произведат неколку ереси во црквата, кои долго време ќе имаат влијание, а некои од нив, нажалост, и до ден денес ќе бидат присутни во некои парацркви, односно секти, кои постојат и во нашава современост. Сепак, значи, треба да се каже дека теологијата на апологетите не е еретичка, но на некои им послужила само како мотив да се јави одредена ерес. Да речеме, една од ересите која се јавува е така наречениот савелијанизам, по името на Савели, значи, кој е производител на таквата ерес, во која, заради да се објасни како Бог е и троица и еден, се прибегнува да се свати Бог како еден Отец, еден Бог, кој во различни периоди се појавува еднаш како Син, а друг пат како Свети Дух. Што значи се работи за една личност која добива различни модификации. Секако дека тоа ќе има одредени последици понатаму во црквата и долго време црквата не ќе може да го употреби истиот термин кој го употребува Савели, терминот ипостас, за да со истиот се означи една конкретна личност. Бидејќи за Савели ипостас е само една модификација која трае времено. Синот е ипостас, ама тој може да се промени подоцна и да постане Дух Свети. Таа ќе биде опасно, зашто дури светите кападокијци во 4 век ќе успеат да му дадат онтолошка смисла на зборот ипостас, односно на зборот личност. Меѓутоа, на првиот Вселенски собор, кога се решава за тоа како Бог е еден, а сепак троица, односно кога се обидува да се победи аријанската ерес, која се состои токму во тоа да се подредат другите личности две на Оца, односно да се смета дека само Отец е Бог и тој е еден Бог, а другите две личности му се нему подредени. Значи, за да се победи таја ерес на аријанизмот, потребно беше да се воведе еден збор кој воопшто го нема ниту во Стариот, ниту во Новиот Завет, а тој е оној кој денеска го имаме во Никеот цариградскиот символ на верата, зборот едносуштен, или на грчки омоусиос. Имаше нормално во тоа време одредени различни мислења по тоа дали треба да се прифати тоа што воопшто не е напишано во Библијата, но од друга страна соодветна терминологија за да се покаже дека Синот и Духот се едносуштни на Оца, односно имаат иста суштина со Оца, не постоеше. Тоа предизвика одредени полемики, дури имаше предлози наместо едносуштен да се употреби зборот слично суштен, но во таков случај не се решаваше проблемот со аријанизмот, бидејќи иако на некој начин не беше грешно да се каже дека Синот и Духот Свети се слично сушни на Оца, ако истото понатаму добро се протолкува. Сепак, само единствен збор не остава простор за никаква ерес понатаму, а тоа е оној
кој светите оци на Првиот Вселенски собор одлучија да го примат, а тоа е дека Синот е едносуштен на Оца. Ете, со тоа до Првиот Вселенски собор се стигнува во догмата на Светата Троица да се разликуваат три личности, Отец, Син и Свети Дух, а сепак да се знае дека тие се еден Бог со една суштина, една волја, една енергија. Секако, предходно не треба да се заборави она што Тертулијан на Запад го пишува, дека Бог е una substantia tres persone. Значи, една суштина, а три личности. Меѓутоа, ако се во ова би се превело на грчки јазик, ќе дојде дека Бог е една ипостас, а три личности. Меѓутоа, како што рековме, бидејќи ипостас, беше со друго вреднување после савелијанизмот, односно со едно неправилно вреднување како термин, истиот се плашеа оците од Првиот Вселенски собор да го употребат, затоа што мирисаше на савелијанизам. Ке треба да помине некое време, за светите кападокијци, овие термини, какви што се личност, суштина и енергија, да ги стават во една правилна рамка и да ја оформат догмата за Светата Троица, која пак, знаејќи ја и живеејќи ја, бива спасителна за човекот и за светот.